Значи, почитуван колега, значи, на вашите досега се што е дискутирано, и тоа сите го знаеме, и ние, и вие, дека администрацијата треба да се намали за 20%. И со овие предлог законски решенија, значи, токму тоа е и целта. Намалување на администрацијата која велиме дека е пренатрупана. Меѓутоа, едно збориме, а друго правиме. Значи, претходната недела имаше и јавно на телевизија за 130 нови вработувања, од кои 60 на локално ниво, и тоа веќе еднаш го кажав, дури и со платите. И како сега ние да веруваме? Уште не се отидени во пензија, уште не е видена состојбата на администрацијата, што ни фали, како ни фали, а ние вработуваме. Значи, оправдано имаме неповерење. Дајте, убедете не, со анализи, со тоа докажете дека не сме во право. Да, ама тоа се партиски вработувања, за жал. За жал, тоа се партиски вработувања. За жал, тоа се партиски вработувања. Да. Значи, тоа се, ајде вработите ги 250 доктори и медицинските сестри кои многу фалат во овој период. А луѓето таму умираат од работа. Докторите, не може еден доктор да се подели на 10 дела и 10 пациенти во моментот да гледа, а е сам на смена. Ајде, направете го тоа. 250 доктори, вработете ги. Медицинските сестри, вработете ги. Наместо да взимате четврта година што се средно образование медицинските сестри, нив да ги пуштате таму. Ајде, докажете, убедете ни дека тоа е така. Благодарам.